Почитувани гледачи, добре дојдовте во вториот дневник на телеканал А1. Најпрве најава на дел од содржините кои ќе ги гледате во него. Можност за земјоделците од Радови Шиконче да се пријават на првиот јавен повик за користење средства во рамки на ИПАР-2 програмата. Средства наменети за земјоделски стопанства, преработка, маркетинг на земјоделски производи. Стручните училишта нудат подобри можности за средношколците, тврдат професорите. И средната стручна подготовка добра основа за бизнис. 33 единици крв собраа Ландовчани на денешната крводарителска акција. Од Црвениот крст задоволни од одзивот во Поттик Плюс. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов денеска му го предаде мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Иванов во кусата изјава нагласи дека пречките за доделување на мандатот се надминати, поради што тој ја исполнува својата уставна обврска да го додели мандатот на Заев, кој што е од парламентарното мнозинство определен како мандатар. Првиот човек на СДСМ Заев исто така потенцираше дека пречките се отстранети со тоа што новоизбраниот председател на Собранието Талат Џафери упатил писмо до Иванов дека е формирано ново парламентарно мнозинство. Втората пречка, рече Заев, е отстранета со тоа што тој доставил писмени гаранции дека нема да биде загрозена унитарноста и територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Почитувани представници на медиумите, пречките за доделување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранени. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Во име на формираното парламентарно мнозинство ја давам следната изјава. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Благодарам. Официјална честитка за доделениот мандат на председателот на СДСМ Зоран Заев од страна на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов испратија високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот Јоханес Хан. Ја поздравуваме одлуката на председателот Иванов да му даде мандат за формирање влада на господинот Заев како важен чекор во процесот на формирање влада. Се надеваме дека овој конструктивен дух ќе продолжи да преовладува така што конечно може земјата да излезе од политичката криза. Сега се очекува брзо формирање влада посветена на спроведувањето на сите делови од договорот и приоритетите од Прженскиот договор. Ги повикуваме сите парламентарни партии да ги надминат разликите и да работат заедно за заедничка агенда за реформи за да донесат успех на земјата на патот кон евроатлантските интеграции. Ние сме подготвени да ја поддржиме новата влада во нејзините реформски напори, стои во соопштението од Могерини и Хан. Откако лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот од председателот Ѓорѓе Иванов за состав на нова влада, на пресконференција се огласија и од ВМРО ДПМН. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Никола Тодоров потенцира дека Заев е првиот мандатар кој потпишува изјава со гаранција за зачувување на унитарноста на државата. Денешниот мандат е затруен плод на затруено дрво, рече Тодоров.
Вложените напори за заштита на државните и национални интереси вродија со плод. Политичкиот отпор на ВМРО ДПМН и 80-дневните најдолги и најмасовни протести на стотици илјади граѓани низ целата држава резултираа со неопходните гаранции дека нема да се наруши унитарниот карактер на мултиетничка Македонија. Огромен придонес во тоа имаше и председателот Ѓорѓе Иванов, кој со својот принципиелен став не отстапи и се бореше да обезбеди сигурност дека иднината на земјата нема да се крои врз основа на туги декларации или платформи. Целата јавност беше сведок на постизборната измама, преточена во тиранската платформа која стана основа за формирање на идното парламентарно мнозинство и представуваше ризик за иднината на Македонија. Реализацијата на елементите од тиранската платформа, за кој Зоран Заев изјавуваше дека имал позитивен став кон нив, значеше директно загрозување на мултиетничкото општество какво што го градевме и претварање на државата во бинационална. Таа опасност беше реална и затоа народот остро реагираше. Народот се спротистави на сите најави за менување на банкнотите, двојазичноста на униформите и најавите дека Македонија ќе биде прогласена за геноцидна држава. На сите овие сценарија реагираше и ВМРО ДПМН. Иако победивме и ја добивме поддршката од граѓаните на декемвриските избори, на СДСМ му понудивме да ја отврли платформата со што ќе ја добиеше нашата поддршка за формирање на влада. Тоа не се случи. СДСМ ја отврли понудата на ВМРО ДПМН и ја пролонгираше политичката криза. Неодговорно и деструктивно однесување на СДС кулминираше со политичко насилство при обидот да го изберат Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија, со што СДС ги погази и уставот, и законите, и деловникот за работа на Собранието. Доколку Зоран Заев собереше храброст и порано се оградеше од тиранската платформа, Република Македонија не мораше да ги минува и овие месеци во политичка криза. Доколку Зоран Заев порано ги дадеше гаранциите кои ги побара председателот Ѓорѓе Иванов, досега ќе беа деблокирани сите процеси и ќе имавме и локални избори. Денешното добивање на мандатот е само затруен плод на затруено дрво. Почитувани, од денес натаму и СДСМ и Зоран Заев ја имаат целата одговорност. Тие го контролираат парламентарното мнозинство и од нив зависи формирањето на идната влада. Зоран Заев е првиот мандатар кој потпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа не било побарано ниту од Бранко Црвенковски, ниту од Хари Костов, ниту од Владо Бучковски. Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваа на ризикот со кој што се соочува Македонија. На гаранцијата која Заев ја потпиша денеска, не се потпишани првите луѓе на партиите на албанците, кои му ја дадоа нивната поддршка. Во име на актуелното парламентарно мнозинство е потпишан само Зоран Заев. ВМРО ДПМН знае колку тежи зборот на Зоран Заев. Безброј пати Заев едно зборувал, а друго правил. Безброј пати Заев едно ќе кажал вечерта, а веќе другото кажува следниот ден. Затоа ВМРО ДПМН будно ќе ја следи неговата работа и нема да дозволи од какви било причини да отстапи од гаранциите кои што ги даде. Во Уставниот суд, организаторите на протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска поднесува иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери за председател на Собранието. Од иницијативата за заедничка Македонија се надеваат дека уставните судии ќе оформат предмет по оваа иницијатива и ќе го поништат изборот на Талат Џафери. Денеска е точно 80-тиот ден откако започнавме да ги одржуваме нашите протестни маршеви, беа до петокот редовни секој ден од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Но таму на 75-тиот, 6-тиот ден одлучивме дека во моментов е многу важно, исклучително важно, не за нас како граѓанска иницијатива, него за Република Македонија како една правна држава или држава која сакаме да веруваме дека може барем да биде правна држава, да се одбележи овој момент, односно да се остави трак дека оно што се случуваше во Собранието од страна на пратениците од Тиранската коалиција на 27 април, она грубо кршење, дробење на уставот на најситни делови, кршење на закон за собрание, на деловникот за работа, мораше да се поведе таа правна битка против овие случувања, бидејќи некој, како да ви кажем, мора да
да се обиде да го заштити правниот поредок во оваа земја. Не сме само ние, има повеќе иницијативи, сите анкри ќе бидат формирани во еден предмет и тие се иницијативи за поведување постапка за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери. Имаше разни спекулации деновиве по медиуми во изминатиот период, особено од луѓето кои што се поддржувачи или директни учесници во кршењето на уставот, знаејќи дека реално работеле противуставно и дека ако има правда во оваа држава, уставниот суд, овие 9 уставни судии ќе го ресетираат политичкиот живот на 27 април во 6 часот попладне, кога претседателот Рајко Велјановски ја прекина седницата. Меѓутоа имаше разни толкувања дека уставниот суд не бил надлежен за индивидуални акти, туку за општи, што е вистина, и дека ова било индивидуален акт, што не е вистина. Не може избор на претседател за собрание на Република Македонија, избор на заменик врховен командант, заменик на претседателот на Републиката да биде индивидуален акт. Не е тоа некој си промена на инспектор, не знам, во некоја си служба во УЈП или не знам каде. А второ, вчера ми се чини, го слушав и нелегалниот наместен, така наречен претседател на собранието Талат Џафери, кој што се обиде дури и притисок да им врши на уставните судии, најавувајќи им дека доколку се вмешаат доколку земат да одлучуваат, доколку се прогласа за надлежни да одлучуваат за кршењето еклатантно на уставот во собранието, тогаш тоа ќе било мешање во работата на парламентот, во легитимитетот на мнозинството, што е една абсурдна, опасна и штетна на крај на денот теза, бидејќи иако тој може да има легитимитет како представник на мнозинството, тоа треба да го стори по легален пат и по процедури. Не значи дека ако сте мнозинство може да правите баш што сакате само затоа што некој со свој интерес ви го признал нелегалното работење. Ова земја има да реди процедури и ние се бориме за правото и за правдината. Министерството за финансии ќе може да започне со исплата на субвенции. Ова е конечната одлука која денеска ја донесе Уставниот суд. На денешната седница беа укинати оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата, со што треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Одлуката на судот ќе важи од денот на објавување во службен весник. Од Министерството за финансии велат дека по официјалното објавување на одлуката на Уставен суд во службен весник таа стапува на сила и Министерството за финансии ќе пристапи кон исплата на субвенциите согласно динамиката предложена од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Според податоците од платежната агенција, досега до Министерството за финансии се испратени подпишани налози во вредност од 50 милиони евра за исплата на субвенции во земјоделството. Министерот за финансии Кирил Миновски на почетокот на неделава изјави дека буџетот е ликвиден и во моментот има доволно средства да започне исплатата на субвенциите. Остануваме на тема од земјоделството. Во Радовиш и Конче се објави првиот јавен повик за користење средства во рамки на ИПАР-2 програмата. Овие средства земјоделците ќе може да ги искористат за инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и диверсификација на фарми и развој на бизнеси. Крајниот рок за аплицирање е 23 јуни годинава. Огласот ИПАР-2 е почнат од 1-2 мај, знаеме работно. Ние бевме малку отсутни со акцијата за штетите кои беа направени од браста на терен на Кавадаци и Росаман. Ево, денеска починаме со ИПАР-2, проект кој што е доста очекуван. Знаете, имавме 2-3 мисии, сега ќе почне, утре ќе почне. Ево, денеска ние починаме, видите, ќе имаме индивидуални земјоделци кои доаѓаат веќе да аплицираат. Таа е доста интересен проект. ИПАР-2, тоа се средства од Европската унија, кои ги дава на нас. И сега помпрат, ние имавме ИПАР-1, ИПАР сега 2 и рулен развој. Сега рулен развој и ИПАР-2 се споени. Сите земјоделија што беа во посебно се конкурираше, сега се во една група, тоа значи во ИПАР-2. И повикам сите индивидуални земјоделци во општина Радовиш и Конче да доаѓаат, да аплицираат. Тие се европски пари, доколку бидеме умни да ги искористиме тие пари, ќе биде доброто за Република Македонија и за нашиот земјоделец. Староста на нашите трактори ја знаеме, и сите индивидуални земјоделци, кои што ги конкурираат и ги комплетираат комплетно сите документи, ќе бидат во истиот момент известни дека дали ќе добијат и имаат право да аплицираат сите индивидуални земјоделци кои имаат најмалку 10 декара земја. Испод 10 декара земја која не може да аплицира за трактор. Друго, сточарите, кои што имаат за овци, крави,
може да аплицираат за изградба на штали. Значи, има веќе проекти изработени, усобрани за тие проекти, тие се на CD и право, ако има заинтересиран некој да гради штала за стоката, си го взима проект од собранието, тие се пуштени горе, може би кај нас ги пушта тука, да може да се аплицират за изградба на тоа. Тоа кај нас барем ние ги го поконуваме комплетната услуга, се е безплатно. И другото, сите други работи, што треба тоа ќе стручните служби во градежниот дел. А тоа дека за мерка 1, што е само за земеделие, тука најмалку треба секој земеделец да има најмалку 10 декара земја, дали е посеена со жито, дали е посеена со лозија, дали е посеена со лозија може од 5 декара нагоре. Ако е градинарство од 3 декара нагоре, затворено градинарство у фолија. Значи, само нашиот земјоделец да дојде тука, до нашата агенција, ќе биде информиран и ќе биде упатен и ќе му помагаме се до моментот да го добие тракторот. Стручните училишта нудат подобри можности за средношколците, вели Зоран Петков, професор по стручни предмети во Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. Ова училиште располага со 7 стручни насоки и 14 образовни профили, кои на средношколците им нудат реализирање на наставата во премени училници и работилници. Повеќе за можностите кои ги нудат стручните училишта за средношколците, гледајте во најновото издание на Отвореното студио, кое следува веднаш по завршувањето на овој дневник. Целта на постојањето на училиштето е формирање на техничко образование на учениците, на младите, а знаеме дека без техничко образование, без индустрија, нема напредок во ниедно општество. Па така во нашите училишта постојат тие 7 струки, со кои што сметаме дека поголем дел од потребите на општеството, кои што се со техничките струки ги задоволуваме со образованието на младите ученици. Моментално, вкупно, во училиштето имаме околу 1400 ученика, ви реков распоредени во 7 образовни струки. Образовните струки не ги спомнав, значи имаме машинска струка, имаме електрострука, имаме градежна струка, дрвна индустрија, имаме текстилна струка и уметничка струка, распоредени значи во тие струки учениците. Некои од струките имаат 4-годишно образование, некои од струките имаат 3-годишно образование, во зависност од тоа како учениците се определуваат при нивното запишување во училиштето. Со завршувањето на средното образование, учениците се здобиваат со тоа техничко образование и спремни се како такви за пазарот на трудот, за потребите на општеството. Секако, во денешно време на практична настава се обраќа посебно внимание. Практична настава ја обавуваме дел од практичната настава во училиштето, таму кој што имаме подготвени училници и работилници за обавување на практичната настава, а таму кај што училиштето е послабо со наградни средства, обавуваме практична настава во фирми. На тој начин воспоставуваме соработка и со стопанството, со заедницата, едно, и директно учениците одат значи, во производството на пракса и таму го здобиваат потребните знаења за обавување на работата, што треба утре да видим да ја работат како такви. Што имаме опремено значи, и училници, работни простории, и кабинети, и работилници за обавување на практичната настава. Секако дека треба уште наградни средства, не секогаш значи, работиме на тоа да ги избогатуваме нашите работилници со наградни средства, се трудиме за тоа. Реков таму кај што ни зафалуваат наградни средства или за обавување на практичната настава, ги пракаме учениците директно во фирмите, каде што ги имаат тие наградни средства и работат на нив. 33 крвни единици се собрани на денешната крводарителска акција, која под мотото Поттик Плюс се одржа во Домот на културата во Валандово. Како и секоја година во рамките на својата работа, Општинскиот Црвен крст покрај крводарителските акции организира и социјални активности, предавања за прва помош, како и проекти поврзани со добросостојбата на заедницата. Валандовци повторно ја покажаа својата хуманост, како и многу пати досега, и излекоа да даруваат крв на денешната крводарителска акција, насловена како Поттик Плюс, која се одржа во Домот на културата 25 мај. Според организаторите, крв дарувале граѓани од различни возрасти, пред се од средната генерација, кои се и редовни крводарители на ваквите акции.
Собраната крв ќе се користи за потребите на Институтот за трансфузиона медицина, регионален центар Штип, кој го организира настанот во соработка со Црвен крст Валандово. Денес одржавме крводарителска акција во просториите на Дом на култура во Валандово и сакам да искажам голема благодарност до сите хумани луѓе кои дојдоа и кои подарија од својата драгоцена течност како чин на хуманост со која ќе се спасат многу животи. Од Општинскиот Црвен крст велат дека годишно со програмата за работа се предвидени повеќе вакви акции, на кои во просек се собираат по 30 на крвни единици. Општинската организација на Црвениот крст во Валандово брои околу 100 членови на возраст до 27 години. Организацијата редовно спроведува активности од кои дел се насочени кон помладата популација, посебно кон помладите членови од основните училишта, од каде се регрутираат понатаму нови членови, а дел се наменети како редовна активност за пензионерите и лицата на постара возраст. Црвениот крст од Валандово лани го спровел планот за крводарителство со 120% од планираното, што во општинската организација го сметаат за голем успех. Учениците од класата на професорот Кристијан Каровски синоќа во Гевгелија одржаа клавирски концерт на кој се представија со програма и класичен репертоар од повеќе светски музички имења. Во рамки на манифестацијата Гевгелијска пролета 2017, синоќа се одржа клавирски концерт на учениците од класата на професорот Кристијан Каровски. Ова е 5-та година поред како настапуваат пред гевгелиската публика со програма и класичен репертоар од повеќе светски музички имиња. Ми представува особена чест и задоволство да ги поздравам вечерашните наши млади виртуози. Се работи за исклучителни музички таленти, за кои не само Македонија, се надевам дека ќе се слушни и надвор и во Европа, па и во свет. Воедно сакам да го поздравам и нивниот ментор, Кристијан Каровски, кој несебично ги внесува во тајните на пианизмот. Што се внесува до програмата, значи вечерва ќе не прошедат низ повеќе музички епохи, почнувајќи од барокот, од Бах, па преку Моцарт во класицизмот, па преку Вагнер и Бетовен во романтизмот и на крајот со Прокофиев во 20 век современа музика. Значи вечерва ќе уживаме во изведбата на нашите млади виртуози. Кристијан Каровски е еден од најстакнатите и најактивните млади македонски пианисти. Дипломирал и магистрирал на Факултетот за музичка уметност и е единствен македонски пианист кој своето музичко образование од почетокот до магистрирањето го добил од професорите Людмила и Борис Романови, представници на Руската пианистичка школа. Добитник е на повеќе награди и признанија на државни и меѓународни надпревари. Има одржано повеќе самостојни рецитали во Македонија, а 15 години е редовен учесник на меѓународниот семинар по пејано под раководство на професорот Борис Романов во организација на музичката младина на Македонија. За 6-7 минути судиското свирче треба да го означи стартот на финалниот надпревар од фудбалскиот клуб на Македонија, што се игра на градскиот стадион Младост во Струмица. Да се подсетиме на изјавите што вчера ги дадоа стратезите на Пелистер и на Шкендија, финалистите во ова финале. То ми е, знаете, седма држава која работим. Јас сум пореклом стар југословен од Призрен, ali ето 30 години живеем у Турција, играх 5 години таму у Турција и сега работим и живим таму у Турција и Македонија ми е седма држава која работим и имам до сега 2 одиграна финале купа. У Българија со Пирин Благоевград против Литекс и у Албанија со еден малки одбор Бюлис Балш стигнахме да играеме финале купата у Албанија. То ми е трето финале. И се надавам да ćemo ova godina da i pečelime, da dobijame kupata bez obzira što imamo jedan protivnik, mnogo silen protivnik. Škendija, ne treba se govori, koji je branitelj na kupata na Makedonija.
Второ, би сакав да говорим две-три думи, две-три речи за ферплей, што многу важно си давам као тренер, као един педагог интернационален на ферплей и позивам на ферплей и би сакав пред свега да у едно прекрасен фудбалски амбиент утре да се заврши тој меч и да нормално у духу спорта и тој кој заслужава и нека печели, нека победи и купата. Чувено е, ако само да вас подсещам, Цезарово, заправо юенавало парола за спорта панем цирцензес ет амор, што би на македонски значило народу љубов, игри и хлеб. Тоа е што би сака утре да се деси. Нема више гладиатори, за време Цезара ние сме гладиатори, али у духу ферплеја да се тој заврши тој мач и тој още едни пун програм кој заслужи пехар и тој да го освои. Јас да се вратам малце поназад. Значи, Пелистер, сите знаеме каде беше пред една година во втора лига со доаѓањето на новото раководство, со фудбалскиот клуб Пелистер се реконструира. Ова сезона газиме сигурно како во првенството, така и во куп над преварите. Стигнавме до финале, 4-то место сме на табелата. Ова сезона за нас е успешна, доколку го освоиме купо, ќе биде супер успешна. Ние максимално сме спремни за утрешната утакмица, за финале. Финале си е една утакмица и нормално сакам да биде интересно и да победи најдобриот. Ние, ако сме фаворити во хартија, тоа не треба да значи ништо. Значи, за да се победи на финале, за да се слави и да се дигне пехарот, ќе треба многу да се испотиме и да се даде максимумот. Финале Куп на Македонија и најдоброто нешто што е во фудбалот, значи финале да се гледа и да се крене пеар. Мислам ќе биде еден добар и интересен надпревар. Го респектираме противникот Пелистер, кој што и во првенството не создал проблеми, но ќе дадеме максимум што ова сезона да ја завршиме со еден трофеј што ќе значи да колку толку да биде, како да кажам, спас за нас, у смисла сезоната да не завршиме со без пеар. Ќе биде добар и интересен, апелирам да сите да дојдат да гледат фудбал, да навиваат фер и коректно, па на крај нека победи подобриот. Пред крајот на дневникот да го погледнеме и блокот информација од светот. Австрискиот парламент доцна синој ќе усвои закон со кој се забранува носење во јавноста на облека која целосно го покрива лицето како што се борките. Одредбата е дел од поширокиот интеграцијски закон на кој владата продолжи да се работи и покрај несогласувањата во владеачката коалиција, јави ДП. Од октомври носењето на облека што целосно го покрива лицето во јавност ќе се казнува со глоба од 150 евра. Се уште не е познато колку лица би можеле да се соочат со казни поради оваа мерка. Со друг дел од новиот закон се забранува ширење на Куранот и се бара од сите мигранти во Австрија да преминат интеграцијска година во која ќе учат германски јазик и етички правила. Таа одредба е насочена кон бегалците и азилантите за кои се проценува дека имаат добри шанси да останат во Австрија. Од апликантите со бегалски статус се очекува исто така да извршуваат бесплатна општествено корисна работа. Секој кој ќе го одбие тоа ќе ја загуби социјалната помош. Предлогот има за цел да ги приспособи мигрантите кон австрискиот пазар на трудот. Силни односи меѓу Соединетите Американски држави и Турција ќе придонесат за стабилноста на двете држави и светот. Ова е пораката од првата средба меѓу американскиот и турскиот претседател Доналд Трамп и Реджеп Таип Ердоган во Вашингтон. Поголема соработка во борбата против тероризмот, стабилизација на Сирија и враќање на бегалците било договорено на средбата меѓу двајцата претседатели. Официјална Анкара изрази загриженост поради намерата Америка да им достави оружје на курдите од Сириската демократска армија која се бори против исламска држава во Сирија. Турскиот претседател од американска страна
бил информиран дека оружјето не е за курдите, туку за арапите кои што се членови на оваа армија. Америка и Турција ќе ја прошират соработката во економијата, трговијата, енергетиката и војната индустрија. САД одбиваат да го екстрадираат Фетула Гюлен, кој што Турција смета дека е организатор на неуспешниот државен удар минатото лето. Демократската партија на Косово, Алијансата за иднина на Косово и Иницијативата на Косово подпиша предизборен коалициски договор за заеднички настап на предвремените косовски парламентарни избори, јави Радио Слободна Европа. Според истиот извор, ПДК на Кадри Весели, АК на Рамуш Харадинај и НИСМА на Фатмир Љумај постигнале договор синоќа само неколку минути пред полноќ, кога истекуваше крајниот рок за предавање на кандидатските листи. Радиото информира дека кон оваа коалиција се приклучиле уште десетина помали партии. Веста за договорената коалиција меѓу до неодамна скараните поранешни команданти на Ослободителната војска на Косово ја објави на Фејсбук представникот на Демократската партија на Косово Бекем Хаџију. Високиот изборен суд на Бразил на 6 јуни ќе го обнови разгледувањето на процесот за евентуални прекршувања на законите при финансирање на предизборната кампања на поранешниот претседател Дилма Русеф и актуелниот шеф на државата Мишел Темер во 2014 година, јави ТАС. Процесот може да доведе до отстранување од должноста на Темер. Истрагата започна уште во октомври 2015 по тужба на членовите на Бразилската социјалдемократска партија, чиј кандидат беше победен од Русеф во вториот круг од председателските избори. Тие тврдат дека Русеф и Темер, кој беше нејзин подпредседателски кандидат, користеле незаконски извори за финансирање на предизборната кампања. Станува збор за средства добиени преку корупцијски сделки од државната компанија за нафта и газ Петробраз. Адвокатите на Темер тврдат дека тој немал целосна информација за финансирањето на кампањата на Русеф и поради тоа процесот треба да биде поделен на два дела и тие треба да се разгледуваат поединечно. Што комувани тука е крајот на второто издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следете во 20 часот е терминот за третиот Дневник. Останете со нашата програма, следува Отвореното студио.